Време е за вестите на телевизија Здравкин. Јас сум Габриела Лескова, ова се настаните на денот. Започна учебната 2020-2021 година под посебни протоколи. Театарот Јордан Хаџи Константинов Џинот во Велес ги отвори вратите за посетителите. Разговаравме со директорот Сашо Димовски. Градоначалникот Коцевски е разочаран што бавно трае постапката за уривање на куќата на Тапанарови. Собствениците на куќата на Тапанарови имаат 15 дена да го отстранат објектот, кој што представува голема опасност за минувачите на улицата Климент Охридски во Велес. Градоначалникот Коцевски е разочаран, бидејќи бавно трае постапката за уривање на куќата. Како последица од големото невреме кое што го зафати Велес, веќе добро е познато на јавноста дека се сруши дел од куќата на Тапанарови во дворот на соседите. Заради безбедноста на граѓаните, надлежните институции донесоа одлука за нејзино уривање. Меѓутоа, оваа постапка трае подолг временски период и опасноста за згрозувањето на животот на граѓаните се уште е присутна. Градоначалникот на општина Велес, Аце Коцевски, го изрази своето длабоко разочарување поради тоа што овој процес трае предолго. Прво би сакал да кажам дека и јас сум разочаран што многу бавно траат постапките и за сето тоа време постои опасност доколку падне некој дел од куќата да повреди некого и покрај тоа што ги имаме превземено сите потребни мерки за заштита. За жал законските постапки се такви. Собственици на овој имот се 3 сестри, меѓутоа како што изјави градоначалникот и покрај проблемите како да го пронајдат семејството, тој остварил средба со една од сестрите и нејзината ќерка. Тие имале реакции велејќи дека државата требало нешто да превземе со цел спасување на објектот. Му нема спас едноставно, може само по скиците како што изгледало да се обнови повторно, инаку во ваква ситуација е потполно небезбеден, ниту може да се користи за било каква намена. Меѓутоа, веќе може да се намириса крајот на постапката за почнувањето на рушењето на овој објект. Вчера на 30 септември истече рокот од 30 дена што општина Велес им го даде на собствениците за да превземат соодветни мерки. Поради неповратниот одговор, доставено е решение со кое наследниците се задолжуваат, односно Јелисавета Еленска и Зорица Тапанарова во рок од 15 дена да го отстранат објектот, односно куќата која што представува опасност за минувачите на улица Климент Охридски на свој трошок со ангажирање на собствени ресурси. Според закон, доколку тие не го направат тоа во рок од 15 дена, по истекот на 15-тиот ден, по закон, ние сме должни да ја ангажираме фирмата која ни е избрана на тендер за рушење на вакви објекти и фактурата за активностите на фирмата да ги доставиме на собствениците на објектот. Ние им објаснихме дека е поевтино, поедноставно сами да си организираат рушење на објектот, затоа што фирмите кои се избрани на тендер, бидејќи се работи за сложени работи, каде што е загрозена безбедноста на работниците, обично наплатуваат повисока сума отколку кога тие сами тоа би си го организирале. Конечно, куќата на Тапанарови ќе биде срушена. Само останува да видиме во наредните 15 дена дали тоа ќе го направат собствениците или пак општина Велес. Крводарителите од Велес од денеска ќе може да даруваат крв само во деновите понеделник и четврток. Институтот за трансфузиологија врши голема промена. Надлежните очекуваат негативно влијание во однос на крвните единици. Од денеска 1 октомври се врши голема промена во однос на крводарителството. Надлежните известуваат дека со одлука на Институтот за трансфузиона медицина од Скопје се запреа деновите на дарување од понеделник до петок, односно сите крводарители од сега во општа болница Велес ќе може да даруваат крв исклучиво во деновите понеделник и четврток. Сега зошто е тоа така? Јас конкретно како Црвен крст не е ни благодарно ни поштено јас да го давам одговор на тоа прашање. Ние добивме некој образложение зошто тоа се прави, но ние како Црвен крст сме должни да ја почитуваме одлуката на институтот, бидејќи знаете за крводарителството сме одговорни колку Црвениот крст, толку институтот. Односно сите крводарителски акции ние заеднички ги правиме. Сега морам да кажам дека од 1 октомври, значи сите крводарители кои што ќе сакаат да даруваат во
службата за трансфузиологија при Оштата болница од Велес, тоа ќе може да го прават само во деновите понеделник и четврток, секоја недела, и во периодот од 8 до 15 часот. Според информациите на секретарот на Црвениот крст при Општинска организација Велес, Институтот за трансфузионна медицина има генерална политика која што веќе се спроведува на секаде низ државата. Сега зошто е тоа така? Јас конкретно како Црвен крст не е ни благодарно ни поштено јас да го давам одговор на тоа прашање. Ние добивме некој образложение зошто тоа се прави, но ние како Црвен крст сме должни да ја почитуваме одлуката на институтот, бидејќи знаете за крводарителството сме одговорни колку Црвениот крст, толку институтот. Односно сите крводарителски акции ние заеднички ги правиме. Сега морам да кажам дека од 1 октомври, значи сите крводарители кои што ќе сакаат да даруваат во службата за трансфузиологија при Оштата болница од Велес, тоа ќе може да го прават само во деновите понеделник и четврток, секоја недела, и во периодот од 8 до 15 часот. Надлежните потенцираа дека очекуваат ова да влие делумно негативно во однос на крводарителите и на бројот на крвни единици, но сепак ги повикуваат хуманите луѓе од Велес, кои што ги има во голем број, да ја почитуваат оваа одлука. За прв пат оваа учебна година започнува на 1 октомври. Детски насмевки конечно ги наполнија училишните клупи. Како помина првиот училишен час, гледаме во продолжение. Денешниот ден бележи поинаков старт на учебната 2020-2021 година. Во услови на COVID-19, основните училишта во Велес ги пречекаа своите ученици, но само од 1 до 3 оделение. Останатите ученици ќе следат настава од дома. Првиот го наставен училишен ден започна според протоколите и препораките од Министерството за образование и наука, заклучоците од владата, така да сите родители си го почитуваа временскиот рок и за сега сите ученици се прифатени во нашето училиште. После долго време детски џагори смеа ги исполни училишните клупи и дворови, но поради пандемијата од COVID-19, оваа учебна година многу работи се променети. Секој училиште работи според строго определени протоколи. Ние како училиште донесовме и на Станички совет на училишен одбор правилници, протоколи, кодекси на однесување, куќни ретови прилагодени на пандемијата COVID-19. Во секој влез, како што може да видите на таблата, секоја паралелка има временски рок, односно период од 10 минути, веќе се работи за мали групи од 10 до 15 дечиња во тој временски период да влегуваат. Повторно реков, целта е да не се мешаат деца со од различни паралелки. Денеска сведочевме на прилично дисциплинирана слика. Родители со почитувањето на протоколите трпеливо и културно го чекаа својот ред да го предадат своето дете на одредениот наставник, при тоа држејќи дистанца од 2 метри и носејќи маски. Важен факт е дека се мери телесна температура на секој ученик кој што влегува во училиштето. Овој почеток на учебната година е поразличен од сите досегашни, со носењето маски, вршење редовна дезинфекција или пак миење на рацете и држање растојание од 2 метри, учениците од Општинското основно училиште Блаже Којневски ќе проследат денешната настава. Драги ученици, ви посакуваме здравје и среќа во новата учебна година. Стрекна вест за љубителите на возењето велосипед. Локалната власт известува дека Велес добива нови велосипедски станици и одбележување на нови велосипедски патеки. Сите љубители на возењето велосипед ќе се израдуваат на вестите кои што ги соопшти локалната власт. Градот Велес доби повеќе велосипедски станици. До денеска се поставени 5 на важни локации во градот, и тоа плоштад Сермаале на платото пред театарот Јордан Хаџи Константинов Џинот, фонтаната Авона, како и во кругот на училиштето Коля Неделковски и административната зграда на општина Велес. По овој проект кој беше дел од Европската недела на мобилност, поставивме 5 би ги рекол паркинзи, мали елементи за оставање на велосипедите на 5 важни локации во градот за да ги подобриме условите за користење на велосипеди. Во наредниот период ќе бидат поставени уште 7 такви елементи за паркирање велосипеди. Градоначалникот посочи дека во Велес е многу тешко да се реализира изградба на велосипедска патека поради неговата стрмна конфигурација, старост и тесни улици. И нас обидуваме да ги искористиме
можностите што според законот ни стојат на располагање за да направиме што повеќе услови за безбедно возење на велосипеди, макар и со обележување на самата коловозна лента. Инаку при краја проектната документација за изградба на велосипедска патека кон железничката станица, додека пак во рамки на паметно издаром младост се очекува оваа есен да бидат добиени 20 велосипеди кои што се дел од претходно наведениот проект. Театарот Јордан Хаџиконстантинов Џинот во Велес ги отвори вратите за посетителите. Вчера на 30 септември, после 6 месеци принудна пауза, театарот ја одржа својата прва представа во услови на COVID-19. Вчера на 30 септември, после 6 месеци принудна пауза, театарот Јордан Хаџиконстантинов Џинот во Велес ја одржа својата прва представа во услови на COVID-19. За впечатоците и делот атмосферата информираше директорот Сашо Димовски. Голема радост пред се, после речиси 7 месеци ја подигнавме ковидната завеса, представата помина во најдобар ред со почитување на сите предвидени здравствени протоколи, адаптиравме протокол кој што е донесен на централно ниво, го прилагодивме на условите кои ги имаме во нашата институција, беа запазени комплетно сите здравствени мерки и протоколи, се надевам дека публиката уживаше во представата. Како што вели директорот Димовски, со вчерашната представа имале голема среќа, затоа што истата се изведувала на повеќе фестивали во летниот период. Меѓутоа, допрва ни предстојат предизвици да ги адаптираме и останатите представи кои ни се дел од репертоарот и верувам дека ќе биде еден креативен процес во кој од дистанцата ќе направиме некаков уметнички квалитет. Што се однесува до билетите, може да се резервираат електронски преку профилите на театарот на социјалните мрежи, а истите се подигнуваат пред почетокот на представите. Публиката доаѓа половина час пред почетокот на истата. Се мери температура на влезот на секој посетител кој што мора да носи заштитна респираторна маска. Инаку за време траењето на представите исполнете само 30% од целокупниот капацитет на седишто со кој што располага театарот. Време е за вестите од Македонија. Премиерот Зоран Заев го промовираше продолжението од проектот Купувам домашно со картички кои овој пат ќе опфатат 283.000 луѓе. Ова е дел од четвртиот пакет антикризни мерки, а државата за нив издвојува 27,6 милиони евра. За најмногу 2 месеци или веќе кон средината на ноември, банките ќе им ги испорачаат картичките на граѓаните кои влегуваат во категориите и им следува домашна платежна картичка на износ од 6.000 денари. Списоците ќе бидат објавени кон средината на октомври, а парите најверојатно ќе треба да се потрошат до крајот на годината. Премиерот Зоран Заев го промовираше продолжението од проектот Купувам домашно со картички кои овој пат ќе опфатат 283.000 луѓе. Ова е дел од четвртиот пакет антикризни мерки, а државата за нив издвојува 27,6 милиони евра. Овој пат платежни картички во износ од 6.000 денари ќе добијат 5.726 самоухрани родители. Пензионерите со пензии до 15.000 денари, кои се околу 182.271, невработените кои се пасивни баратели на работа, односно 85.108 граѓани, самостојните уметници, филмски работници, како културни работници и естрадни уметници, чија што бројка е 520 корисници. Ваква картичка ќе добијат и 540 студенти кои не добиле во претходниот пакет, плюс поддршка за ученички и студентски стандард од 44 милиони денари за 2020. Добиваат 884 студенти и 347 ученици. Право на картичка ќе имаат и граѓаните кои што навршиле возраст за пензионирање, ама немаат пензија ниту државна социјална пензија и се со приходи пониски од 15.000 денари или воопшто немаат никакви приходи. Граѓаните не треба да аплицираат, туку ќе се најдат на списоците кои што ќе бидат објавени. Жена во визба од зграда во Париз пронашла половина милион евра. Чешка од понеделник прогласи вонредна состојба. Франција забрани диви животни во циркузите. Светот денеска.
На дното од визба од една зграда во Париз во стар куфер се криело вистинско богатство, повеќе од 500.000 евра. Откриени се во понеделникот од страна на жена која што сакала да го продаде својот стан. Куферот, според пишувањето на Паризиен, можно е да бил поврзан со случај на перење пари. Отворена истрага за пронаоѓање на неговиот сопственик. Нашиот став кон животинскиот свет се смени, изјави вчера министерката за животна средина на Франција Барбара Помпили, најавувајќи забрана за одгледување животни за крзно и чување на делфини и китови во заложништво во аквапарковите. Водечките групи за заштита на животни го поздравија овој потек како историска победа. Министерката не го прецизираше точниот датум на започнување на новите мерки, но рече дека тие ќе бидат спроведени во следните години. Утврдувањето на точниот датум не ги решава сите проблеми, рече таа пред новинарите. По спроведувањето на новите мерки, во патувачките циркузи повеќе нема да има мечки, тигрови, лавови, слонови и други диви животни, но властите соопштија дека правилата нема да важат за зоолошките градини. Чешката влада донесе одлука за прогласување на вонредна состојба, што ќе стапи во сила од понеделник и воведе мерки што вклучуваат ограничување на собири, како и забрана за музички настани во борба против новиот бран на коронавирусот. Државата со популација од 10,7 милиони жители овој месец забележа над 43.000 заразени случаи со COVID-19 и пораст на бројот на починати за 50%, што представува втор најголем европски пораст на инфицирани по Шпанија. Затоа министерот за здравство најави заострување на мерките што ќе траат 2 недели. Во земјата ќе бидат ограничени собирите во затворено до 10 луѓе, а на отворено максимум 20. Спортските надпревари ќе продолжат, но без публика. Средните училишта во покрајините во поголем ризик од понеделник ќе почнат со настава од далечина, а ќе им се придружат и универзитетите. Ова беа последните информации. Останете со програмата на телевизија Здравкин. Имајте пријатна вечер.